Последни вести денеска, добро вечер. Со лажни наративи се обидуваат да го избришат нашиот идентитет, порача премиерот Мицкоски на конференцијата на конзервативната политичка акција во Будимпешта. Потенцирајќи дека, иако мала, Македонија никогаш не се откажала од својот идентитет. Претходно Мицкоски имаше и средба со унгарскиот премиер Орбан, на која што било истакнато дека стратешкото партнерство треба да се развива со уште поголема динамика. Мицкоски на Фејсбук објави дека разговорот бил фокусиран на одличната билатерална соработка помеѓу Македонија и Унгарија, како и на можностите за нејзино натамошно продлабочување. Македонија, иако мала, никогаш не се откажала од својот идентитет. Низ нашата многовековна историја научивме дека слободата се плаќа со жртви. Денес, во духот на соработката, длабоко ја цениме поддршката на нашите стратешки партнери, како што впрочем е и Унгарија, чиј пример не инспирира уште повеќе да ги застапуваме вредностите во кои веруваме. Како што вели една македонска народна мудрост, еден човек може да направи разлика, но сите заедно можеме да направиме историја. Лидерот на СДСМ Филипчи изјави дека неговата партија е во координација со сестринските европски социјалдемократски партии по повикот на премиерот Мицкоски за лобирање во Европскиот парламент пред гласањето на извештајот за Македонија. Веќе вчера зборував со секретарот на ПЕС, партијата на европски социјалисти, во чие семејство ние припаѓаме, господинот Филипек, во однос на координација и денес ги продолжуваме работи да видиме кои се тие конкретни чекори кои што треба да ги направиме. Што се има впечаток дека владата секогаш има некакви принципи и црвени линии, меѓутоа ако тие не важат, имаат и други. На почетокот беше продолженото дејство на одложеното дејство на уставните измени, понатаму беа пресудите во Страсбург, еве сега декларација во Европскиот парламент. Значи, клучното прашање е што е тоа што е доволно. По 2,5 месеца заврши истрагата за пожарот во Кочани. Почнува увидот на одбраната во доказите. Обвинителството сега има 15 дена да ги цени и доказите на одбраната пред да донесе јавна обвинителна одлука. Во истрагата до сега се опфатени 46 осомничени, но не се исклучува можноста нивниот број да се зголеми. Михајло Видимлиски. Заврши истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 62 лица. Опфатени се вкупно 46 лица. Соопшти обвинителството, а се товарат за тешки дела против општата сигурност. Сите осомничени се испитани, како и околу 400 сведоци и оштетени. Анализирани се и податоците од голем број одземени компјутери и мобилни телефони. Изготвени се градежно и хемиско вештачење, со кои се испита околностите во самиот објект, безбедносните стандарди, како и начинот на настанување и ширење на пожарот, велат од обвинителството. Со завршување на истрагата започнува да тече рокот од 15 дена, во кој одбраната може да направи увид во доказите и да предложи свој. Адвокатот Звонко Давидовиќ, кој застапува осомничен од обезбедувањето во дискотеката, најверојатно нема сега да достави докази, ќе ги достави до судот ако истрагата за неговиот клиент резултира со обвинение. Од денот кога ќе го добиеме, имаме право во рок од 15 дена да му предложиме на обвинителот докази кои би ги извел он, но тоа ретко го правиме затоа што проценуваме дека обвинителот без оглед на доказите кои ние би му ги приложиле или предложиле би подигнал обвинителен акт. Затоа тие докази ќе ги предложиме пред суда ако постапката истрагата резултира со подигање на обвинение против нашиот клиент. Помеѓу осомничените се и собственици на објектот и правното лице кое ја менаџирало дискотеката, поранешни министри, градоначалници, директори на Дирекцијата за заштита и спасување и пазарната инспекција. Државниот обвинител Љупчо Коцевски во телевизиско интервју откри дека со истрагата засега нема да биде опфатен членот на групата ДНК Владимир Блажев Панчо поради тешката здравствена состојба. Посебен предмет со 14 осомничени полициски службеници води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, но за нив истрагата се уште е во тек.
Со измените во изборниот законник да се постави услов од најмногу 50 собрани потписи за независни листи на кандидати за предстојните локални избори. Побараа денеска представници на 7 граѓански организации. Откако по одлуката на Уставниот суд се појави правна празнина и останува неизвестно дали граѓанските иницијативи ќе можат да учествуваат на локалните избори во октомври. Нашите барања се однесуваат на правната празнина која се создаде со укинување на членот од изборниот законник со кој се подигна прагот за собирање на потписи за независни листи на 1%, што Уставниот суд го оцени како неуставен. Она што е интересно е дека политичките партии кај нас тешко може да постигнат консензус за некакви суштински, стратешки, државни прашања, ако се работи за оневозможување на независните кандидати да настапуваат на изборите, брзо успеваат да го направат тој чекор. Како може тоа независните да имаат многу потешки услови отколку партиите и од што се плашат партиите зад нас, од нас, ако толку многу ние придонесуваме во целото ова. Така што ние сме побарале 50 на потписи и стоиме на тоа дека треба да бидат 50 на потписи, ете да не биде 0, но да има некаков минимален праг, а сепак да се овозможи уставното право да секој да може да биде избран на одредена позиција и да учествува во работењето на локалната и националната самоуправа. Над 15.000 ученици во завршна година од средното образование утре ќе го полагаат првиот од двата екстерни испита од годинашната државна матура, мајчин јазик и литература, кој што е задолжителен за сите матуранти. За утрешниот прв екстерен испит пријавени се 9.969 ученици за македонски јазик, 4.339 за албански, 292 за турски и 10 ученици за српски јазик. Вториот екстерен испит од државната матура кој е изборен за учениците ќе се полага на 11 јуни. Испитите ќе се полагаат во училиштата доколку исполнуваат услови согласно правилникот за организирање државна матура. А за учениците од училишта кои што немаат такви услови, обезбеден им е простор во амфитеатрите на факултетите. За надгледување на испитниот процес оваа година ќе се ангажираат околу 2000 тестатори. Во паркот 11 октомври во Скопска Киселавода вечерва е пуштено во употреба мултифункционално игралиште, реконструирано со донација од видеолотарија Казинос Австрија, во вредност од 3,5 милиони денари. Се наоѓаме на едно од повеќе наменските игралишта, благодарение на ВЛТ кој што учествува во процесот на изработка, односно изградба на ова игралиште, место кое што до пред неколку месеци беше една голема депонија. Игралиштето решивме заеднички символично да го крстиме по еден од жителите овде од ова населено место кој што за жал прерано на 21 година го има изгубено својот живот, Драган Крстев, така символично ќе го носи неговото име. Видеолотарија со донација од 3,5 милиони денари овозможи да биде ставено во функција ова мултифункционално игралиште на кое што во иднина и младите и повозрастните ќе може да спортуваат најразлични спортови. Инаку ова е дел од нашиот проект кој што го спроведувавме во текот на изминатиот период, во рамките на кој со буџет од 1 милион евра овозможиме да бидат ставени во функција 20 игралишта, од нив 12 се мултифункционални, а 8 се детски инклузивни игралишта. Тоа беше се. Пријатна вечер.